Хормоните може да ја комплицираат ситуацијата, да доведат до поправање, да не дозволуваат да дојде до слабење, може да драматично да поттикнуваат зголемување на телесна тежина, но тие вообичаено, барем во мојот принцип на работа, не ми се првата линија на испитување. Бидејќи сепак се медицински испитување, боцкање, земање крв, анализа, претходно би направил 4 недели тест, да речеме, со здрав начин на исхрана и со физичка активност, колку, например, ќе падне телесната тежина кај еден пациент. И доколку, ако не е тоа целта. И доколку телото примету, и со искуство, тоа можеме да видиме, ако приметам дека телото дава отпор и дека тоа не оди баш туку така како што би било очекувано, а пациентот се придржува, тогаш следниот чекор е испитување на хормоните. Во прва линија тироидните хормони и инсулинот. И едните и другите знаат да бидат извонредно, како да речам, виновни за ненамалувањето на телесната тежина. Особено инсулинот кога е во прашање, ние имаме една многу честа ситуација на хиперинсулинемија кај нашето население, која што практично не се ни проверува толку во детали. Не дека е рутинска анализата на инсулинот од колегите да бараат. Меѓутоа, чинам дека има многу често превид кога е во прашање проверката на инсулинот и откривањето на присуството на хиперинсулинемија. Високото ниво на инсулин, настрана што ќе даде медицински компликации, пациентите ќе го препознаат по тоа што имаат многу голема потреба за благо. Тоа е таа типична карактеристика за високите нивоа на инсулин, но тоа си е веќе медицинска состојба која што треба да биде третирана и со исхрана, и со физичка активност, и по потреба со фармакотерапија.